Со објавувањето на јавниот повик за тендерската постапка за избор на изведувач, локалната самоуправа на Кочани ја започна постапката за втората фаза за доизградба и асфалтирање на локалниот пат од местноста Крушка до селото Полаки. Вредноста на проектот е проценета на околу 7 милиони денари, а оваа капитална инвестиција е од 98-те нови проекти за развој на планските региона на селата и подрачјата што се со специфични развојни потреби, а кои се финансираат со средства од буџетот на Република Македонија. Преку Бирото за регионален развој обезбедени се околу половина од парите, а со уште околу 3,5 милиони денари од општинскиот буџет ќе се реализира изградбата и асфалтирањето на делницата од Крушка кон училиштето во Полаки во должина од 940 метри и широчина на коловозот од 3 метри. Со проектот е предвидено комплетна подготовка на теренот за изградба на коловозот, при што освен тампонирањето ќе се постават и цевасти пропусти за атмосферска канализација, како и бетонски рабници. Пријавувањето на заинтересираните фирми на јавниот повик е до 2 септември, а доколку постапката помине без забелешки, тогаш се очекува градежните работи за изградба на делницата да се реализира најдоцна до 26 ноември. Инаку, првата фаза од доизградбата на делницата од Крушка до Полаки беше минатата година, при што се асфалтираа околу 800 метри, а беа инвестирани близу 4,5 милиони денари. Во меѓувреме се реализираат и градежни работи за комплетирање на улицата Лазар Стоименов во Оризари. Претходно беа завршени подготовките за асфалтирање на околу 800 метри, при што се работеше на доизградба на потпорни ѕидови и на поставување рабници. Исто така, комуналното јавно предпријатие Водовод изгради водоводна и канализацијска мрежа на оваа улица. Изградбата се реализира со пари од програмата за капитални инвестиции за 2019 година од основниот буџет на општина Кочани, со која е планирана изградба на повеќе улици во населените места. На поставувањето на 2 слоја асфалт работи фирмата Стоименов од Кочани.